По 23 години Мустафино доби водовод. Пред 20 на дена лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го посети ова село заедно со градоначалникот на Свети Николе, каде беше кажано дека водоводот е во завршна фаза и потребно е да се тестира секундарната мрежа. По разговорот со градоначалникот Груевски им посочи на граѓаните дека ова нивно барање ќе биде исполнето. Овде најголем проблем е прво водоводот, затоа што 2 децении се прави, ако не се појават повеќе дефекти, за 7 до 10 дена ќе почнеме со приклучоци, давање на луѓето да се пријавуваат, да ставаат водомери и да почнеме со приклучоци. Меѓутоа, мораме во детали да го истестираме системот затоа што има многу стара мрежа, се појавуваат дефекти. Теоретски колку може да биде отстранување на такви дефекти ако ги? Ја реков 7 до 10 дена. 7 до 10 дена. 7 до 10 ако нема дефекти. Да. Ако има? Ако има, еве уште 10 уште на 10, ден. да. Зависи колку дефекти ќе се појават. Значи ако нема дефекти за 10 на дена ќе проработи водоводот. Ако има дефекти ќе треба уште 10 на дена плюс да се до месец да се отстранат. Да. Темелно работи, значи. Водоводот е започнат во далечната 1983 година. Направена е бушотина и запоставен е проектот. Сега се направи нов цевковод, се санираа сите дефекти, се поврзаа сите системи. Се најави и изградба на нова канализација која ќе стартува наредната година. Во новата календарска година ќе почнеме со изработка на геодетски елаборат, ќе почнеме со изработка на проектна документација која што ќе ја направиме за да можеме во јуни 2017 година да стартуваме со обезбедувањето на средства со изградба на канализационата мрежа. Едно по едно ќе ги решаваме работите затоа што жителите во село Мустафино го заслужуваат тоа. Ова е заеднички проект на владата на Република Македонија и општината Свети Николе.